баба Митро. Добар ден. Добар ден. Рековте баба Митро, ме знаете ви мене? Ние тебе те познаваме, баба Митро. А ти, добро, не можеш да се сетиш на нас? Не ве познавам. Не ве познавам. Јас со вакви сум си немала работа во животот. Јас со сиромаштија, синко, од кај вакви како вас ке познавам. Не ве познавам. А ние пак снимале работа и со едните и со другите. И затоа те познаваме. Ја погледни не поубаво, па може ќе се сетиш кај си не видел? Не. И, синко, не знам зошто сте дошле кај мене. Не сум направила ништо лошо. Ништо не сум сгрешила. А вакви како вас, кај нас сиромашните, само за лошо идат да простите. Не греши душа, баба Митро. Нити лоша мисла имаме, нити лошо нешто ќе направиме. Ајде сега ти, присети се, дали си припомнуваш за едни две момчиња, што седеа овдека кај тебе под кирија? Како да си припомнувам, и тука беа до скоро кај мене многу добри момчиња. Многу. Јане и Дојчи, многу добри момчи. Да не ги снашло нешто лошо што ги барате? Не. Им се случило нешто добро, а не лошо. Ај погледни не уште еднаш. Може би ќе се сетиш кој сме? Леле, убави на баба тие. Ама вие сте. Ние сме, баба Митро. Вие сте убавите на баба тие. Лили. Еми, зошто сте вакви, чидо? Како да ве познам? Леле, какви сте ко од големците? Од каде вака, чидо? Од каде? Долга и широка е нашата приказна, баба Митро. Вистина. Седни, чето, седнете. Седнете да ми кажеш и после баба да ви направи нешто за јадење, да ве пречекам. Убави тие на баба. Кажи што било и како било што ве гледам вакви. Се почна вака. Кажи. Прости ме, побратиме, што и тебе ти задавам мака. Сета твоја работа уште и за мене да се грижиш. Работиш за двајца, трошиш за двајца. Остави ме да си умрам, пријател. Остави ме. Тој те бара побратима, ама јас не те давам. Велиш да заминам, да те оставам, а? И јас така решив. Ќе одам. Ќе ја викнам оваа бабата да те гледа некој ден, додека да се вратам. Решив, побратиме, да одам Еким да ти најдам, да го доведам тука и да те излекува. Слушај ме, побратиме. И да го најдеш Екимот. Што ќе ти Еким? И да го најдеш и да го доведеш. Немаме пари да му платиме, пријател. Оди и остави ме. Ќе се вратам. Ќе го најдам Екимот и заедно со Екимот тука ќе дојдиме. Екимот тебе ќе те излекува, побратиме. Слушај. И така малку ми остана. Деновите ми се броени и не сакам да ти бидам на товар. Слушај,
Ич ништо не сакам да слушам. Лоша мисла да не ти го стига срцето. Сега јас ќе одам ќе викнам бабата, а ти тука ќе седиш и ќе ме чекаш. Од јас кај да ќе заминам, ама како што ти реков, за бргу време назад со Еким ќе се врата. Голема мака, сестри, да те опитам. Дали знаеш некој ти, Еким, да има во вашево место? Благослови оче поп. Среќен денов да ти е, синко. Оче поп, нешто ќе те прашам. Ако знаеш да ми кажеш. Кажи, бре, момче. Еве, акам цел ден, наваму, натаму, многу куќи поминав, многу луѓе опитав. Арно, ама тоа што го барам не го најдеш. Што бараш, бре, момче? Што можам да ти помогнам јас? Еким барам. Еким. Цел ден. Од човек на човек. Од куќа на куќа. Еким никаде нема, ништо не направи. А не можам така да го оставам по братимот мој. Не можам на душа да го носам. Да одморам малку и да одам да барам Еким. На некое друго место да барам. Ама кај да најдам? Кога не ти требаат, бре, да се сопнуваш на нив. А кога ти требаат, еден. За лик да не можеш да најдеш. Пријателе, застани ако сакаш да те опитам нешто. Не се плаши, бе, не се плаши, јавам. Што сакаш, бе? Сакам да ти речам добар ден. А, што? Добар ден. Сполајте. Па се сакаш да ми кажеш добар ден, ама мене за кого како? Мене ми е денот златна кокошка. А па мене ми е црна страчка. Бре, момче, бе.
Абе, што толку голема мака има што ме сопираш вака на патота? Ајде, кажувај, бргу ти време немам. Мене времето ми е пари. И ако не кажеш одма, ќе ти барам пари. Види го, молчи. Па ти си одам, ја. Почекај бе, стрикој, ќе ти кажам, почекај. Шо е, бе? Де бе, па и ти како си? Уште јас маката не сум ти ја кажал, а ти одма за пари, за плаќање почна да зборуваш. Ете, виде, брзам кај царот, бре. Ќерка му е многу болна. Никој до сега не успел да излекува. Царот сега дава големи пари, многу злато за тој што ќе го најде лекот. А тој што го има и што го знае лекот, сум јас. Разбра? А бре, Стрико, ти велиш што ти еким си? Да. Аби, јас без нозе останав барајки таков човек како тебе. А види, ти сега самиот кај мене дојде. Значи кога нешто сака да биди и ќе биди. Туку рече царската ќерка била болна. Кажи ми, од што боледува? Од умот. Умот ја стега однатре. Лоши мисли и шетаат во главата. А бре, тоа многу лоша болест била? Ами добро, а ти, од кај знаеш што ти е баш таква болеста, а не си ја видел царската ќерка? Види, момче, нели до сега ниеден еким, со ниеден лек, со ниедна билка не успеа да излекува царската ќерка. Тоа кажува дека маката е друга. Текнува. И сега како што ти реков, лоша мисла и шета во главата. И бидејќи јас го знам и го имам лекот, ќе излекувам царската ќерка и ќе си го земам златото. Разбра? Слушај, ај сега, момче, кажи ми ја ти сега твојата мака и да појдеме оти. Гледаш, денот замина. Кимбаш, јас имам еден побрат. Многу е болен, од постела не може да стани. Па ќе те молам, ако сакаш да дојдеш со мене, да го видиш, да видиш што му е болеста, некој илјаш да му даеш. Ама пари немаш. Вистина, пари немам, ама, слушај, што спечалам, веднаш ќе ти платам. Не, момче, вака ќе направиме. Ќе појдам кај твојот побратим и ќе го излекувам, ама без пари. Како така без пари? Така, оти денес сум на голем киф, оти ќе земам големи пари од царот. Шо? Сполај ти, Господе, сполај ти што се смилува над мене и на побратимот му. Абе, хајде да тргнеме да појдеме, немаме време за губење. Хајде одиме кај царот, хајде. Кимбаши? Шо? А чекај, ами шо барам јас кај царот? Да те причекам тука и јас да доаѓам таму? Види, момче, за да излекувам царската ќерка, мене ми треба некој токму како тебе. Ти ми бидеш половина од лекот. Ти ќе ми помогнеш мене, а јас ќе ти помогнам тебе за твојот побратим. Разбираш ли? Хајде сега да тргнеме, веќе еднаш царот чека. Хајде. И ти велиш, екиме, со овој прстен ќе излекуваш. До сега сите билки, лекови, сите екими на дуњава не и помогна. И ти сега ми велиш со овој твој прстен ќе излекуваш. Незината болест, честити царе, не може да се излекува со лекови од билки и тревки. Незината болест е многу ретка и тешка. Пуштете ме со прстенот кај неа, па ќе видите што може да направам. А овој, момчево, и тој ли треба да влезе со тебе кај неа? Да, честити царе. Тој е мојот помошник. За незината болест, неговата помош ми е многу потребна. Половина од лекот ќе биде тој. Половина од лекот ќе биде тој. Да, честити царе. Екиме, знаеш што зборуваш? Знам, честити царе. Многу добро знам. Добро.
испив сите билки, од сите ливади, од сите бавчи. Оставете ме веќе еднаш да си умрам. Повеќе не ми се живее. Деновиве ми се долги како векови. Ти донесов лек, височество. Лек што не е направен од билки и тревки. Ти носам добра мисла. Ајде, принцезо, земи го овој прстен и погледи низ него. Со прстен ли ке ме лекуваш, Екиме? Ти само земи го и погледни низ него. Да погледнам низ прстенот? Да, принцезо. Земи го прстенот, стави го пред окото и погледни низ него. И, што сега? Сега, прочитай што пишува однатре на прстенот. Денот е долг, ама животот е краток. Што сакаш со ова да ми кажеш, Екиме? Бе разбра, височество, бе разбра. Да. Мислам дека разбрав. Ме разбра. Ти немаше друга болест. Тебе само ти требаше добра мисла. Не губи го денот, зашто животот е навистина кус. Тебе те лекувале, ама не знаеле што ти е маката и затоа не успеале да те излекуваат. Фала ти, Екимо, што ми ги отвори очите, ама јас сакав уште нешто да те прашам, ама ми е страв дека... Не плаши се, височество. Не плаши се. Еве, јас ке ти кажам уште една добра мисла што ќе ти го ослободи умот и нема да ти ја стега главата. Кога ќе дојде некоја мака, ти само кажи си: се што било поминало, се што ќе биде, ќе помине. Само сакам уште нешто да те прашам, Екиме, зошто еве ми го даде овој прстен, да гледам низ него и да ја прочитам таа умна мисла, а? Прво ти кажи ми мене што виде кога погледна низ прстенот, а? Ајде, кажи ми, не срами се. Го виде ово убаво момче, нели? Господ ми го прати за да го сретнам и да го донесам кај тебе. За да можеш ти после тоа очите да имаш и среќа, и радост, и веселба. Ајде сега да одиме кај татка и да го израдуваме. А сега нека се чуе царскиот глас. Оти не може да се измери и радоста и среќата што ми ја подаривте. Екиме, царска волја е да ми кажеш колку ти чини ова чудо што го направи. Колку ќе дадеш, честити царе? Умен си ти, човеку, умен. Така најмногу се зема. Умен си. Сепак царска волја е да ми кажеш колку ти чини. Татко, остави го човекот, нека оди во азното и нека си земе колку што му душа сака. Тој мене ме излечи со една многу убава мисла што ја пишуваше на прстенот. А тоа е дека денешниот ден е премногу краток и дека немаме време да го трошиме залудно. Кога те слушам како зборуваш, најмила моја керко, срцево со радост ми се полни. Не разбирам само едно. Што направи неговиот помошник и него да го наградам? Него ќе го сториш царски зет. Се разбира ако и тој сака како што сакам и јас. Да го направам царски зет?
најмила моја ќерко. Како? И како што ти реков, честити царе, и тој беше дел од лекот. Го донесов момчето за да види принцезата дека некаде надвор од дворецот има живот и убави момчиња. Јас кога го видов низ прстенот, веднаш ја забележав неговата убавина и неговата добрина. Добро, нека биде царска волја. Во овој миг на среќа, момче, нема да те прашувам ни кој си, ни што си, ни од кај си. Само едно ќе те прашам. Сакаш ли да се ожениш со ќерка ми? Не брзај. Размисли. Нема што да мислам, ваше височество. Јас уште кога ја видов девојката, кога влегов во собата, уште веднаш знаев дека цел век сам ќе останам ако не најдем некоја како неја. Еми, честити царе, јас ни насон не сум сонувал дека ваква среќа ќе ме снајди. Ако е така, бидете благословени и нека ви е со среќа. А ние да се готвиме за свадба. Ќе те молам, честити царе, ако сакаш да почекаш малку. От јас сум на голема мака. Имам еден побратим што многу е болен и ако даеш, сакам сега со екимот да одиме да го видиме побратимот, да го излекуваме, да сетне веднаш ќе се вратиме. Се гледа дека имаш добра душа, момче. А сега, одете и Господ да е со вас. Ние ќе ве чекаме. Така беше се поред како што ти раскажав, баба Митро. Затоа сме вака облечени. Јас сум царски зет, а дојчин е дворјанин. Ај, ве слушам и не ми се верувај. Ама добри деца сте вие и затоа добри ни си наоѓате. Не ми се верува. И нам не ни се верува, баба Митро. Ние сега дојдовме и решивме да те земеме заедно со нас. Не можеме да заборавиме дека ти ни помогна кога ни беше најтешко и дека ни беше како мајка. Да ме земете мене. Да. Там, Кај царот. Абре, деца. Кој не сака да избега од сиромаштијата и јас? Убаво. Ама не. Не. Сега, на стари години, да си го менувам животецот. Не. Убаво ми е и тука. Не. Знаев јас, баба Митро, дека ќе окажеш ова што окажа и затоа вака направив. Ти го донесов ова кесе со пари. Ќе си го земиш и на стари години многу да не се мачиш, ами да си живееш лесно и убаво. О, добри души имате и двајцата и затоа добри не ви идат. Тебе, Јане, не те стори царски зет екимот, туку твојата добрина. Не си го остави побратимот да ти умри таму сам, туку тргна лек да бараш. И така си ја најде среќата. Добри сте, чедо, и добри да се бидите, зашто не се рекло за џабе. Добри направи, добрина да си најдеш.